Ком. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ке чита. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина. Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек. Вечерова гостин Петар Ѓорѓиевски Камиказа. Pero, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, одека се чувствувам како дома, така речи. Стварно? Да. Па кажи стално тука ќе правиме каф. Слушај, како што почнавме да се отуѓуваме на местата на кои се сретнуваме или кафичи или све, така да дома е више дегутантно, вакви се места поинтересни за дружби. И имаме многу други кои се заедно со нас во моментот. Да, уште поубаво. Ја Така чувствуваме таа енергија. Таа енергија. Петар, навистина ги разбранува, на времето разбрануваше со музика, последнава година разбранува во политичките води. Мене ми беше онака доста интересно како ќе се снајдеш. Видов дека и тебе ти е предизвик, и многу брзо влезе во шемата, но не влезе во она усталена шема на релација и на дискурс и на некоја демагошка корелација, она вербална. Така што многу влезе со лакти. Од почеток, пред да те прашам било што и да те оставам да си даеш една анализа, пошто ми е интересно како помина и после избори и се, многу ми е жал, заслужуваше ти многу повеќе. Ако не градоначалник, барем општина центар за тебе е минимум што би требало да ја водиш. Ме интересира, дали во тие закачки и во тоа меѓусебно, како да го кажам на нешто, на француски, на културен начин, на она меѓусебно курчење и лактање, имаше ли закани таму, слушај, не се занесуј, ќе те згрбавам оќот. Имам нешто разбрано, ама не сум сигурен. Дали тензијата на вистина беше дотолку? Ајде вака да тргнеме поред. Значи, 24.000 гласа се исто што еквивалент на многу овие што се Python партии. Значи, сите заедно не можат и немаат 24.000 гласа, колку што јас освоив заедно со Левица на прошлите избори за кандидат за градоначалник на град Скопје. Тие 24.000 гласа се гласот на Скопје, претежно интелектуалци,
и луѓе на кои главата им мисли сама. Значи не може никој да им наложи, немаат клиентелистички побуди, исто како мене, и едноставно се преброивме на некој начин. Околу кампањата, секој оној што сака да влезе во оваа игра, а оваа игра овој пат ги измеша картите на и овие на власт и на овие во опозиција, дури не веруваа на резултатите кога се случија. Значи, едноставно, мислам дека сега ќе се охрабрат многу повеќе млади луѓе да го направат она што го направив јас, што го направи Бени, Тортевски и сите оние што бевме кандидати за градоначалника на Скопје. Одлично што ги спомна сите, затоа што и Тортевски и Бени навистина со својот дискус, со својата дискусија, со својот дух и став, а и поинако политичко гледање, навистина ги возбудија малце духовите, супер. Да. Клиентелизмот си владее, но тој вака се руши постепено со вакви ликови кои се охрабруваат. И фала ви искрено. Дам Тортевски не ме мириса, не може да ме смисли, не е битно тоа воопшто, личното, но што е добро што е он таму. Да. Добро е со неговиот начин, кога им ги ремети шемите оние на празни фрази. Така. Значи, кога станува збор за кампањата, мојата кампања некаде околу 800 евра кошташе, а собра 24.000 гласа. Нивните кампањи коштаа милионски суми во евра, и на едниот и на другиот, што беа... Рачунаш и Кока-колата што ја донесе тука? Па, Боза беше, мислам, се сеќавам. Бозата, да, влезена е Бозата. Да. Со се Бозата. Со се Бозата еклерот индијанките, да. Едноставно, да бидеш трет во таков еден состав, каде што стојат мастадони за тебе, каде што имаат сите своји партиски штабови. Мојот штаб беше во мојата канцеларија која се наоѓа во подрум на Миладин Поповиќ, простор кој е 39 квадрати, каде што се случува и нашата компанија. И ја користам оваа прилика на сите оние мои пријатели кои беа дел од мојата кампања, во смисла да кажат по некој бав збор за мене, да им се заблагодарам. И тоа ја даде таа резултанта на една различита кампања од оние што се тера. Сега, да се подсетиме на неколку работи од кампањата. Јас цело време говорев дека можам да направам проекти кои се разумни, не знаејќи го буџетот на град Скопје. А при тоа знаејќи веќе од натрешниот дел на финансовиот, да кажем лош збор, финансовото разузнавање во градот Скопје, дека околу 50 на милиона е задолжен градот и викам 70 до 100 милиона е буџетот, ќе поминат 5-6 месеца, ќе стегнеш појас, тоа било многу повеќе пари. Јас обеќав ВЦА веќе има, нели? За сите ме тролаа, а тоа беше и во програмата и на Шилегов, уште пред да стане градоначалник и на сите други, што е едно основно човеково право. Потоа кажав дека улицата што не е направена, а би требало и да биде втор проект кој мора да се направи од Драчево према Пинтија. Тоа се некои 2 километра, бидејќи тука катадневно гинат луѓе. Да му вратиме младоста на нашите внуци, деца. Јас сега морам за внуци да зборувам, другите за своите деца. Значи, градскиот Луна парк да добие ново руво. Тоа се проекти кои не коштаа милиони евра. Значи, со она што и малку го имаше во градот Скопје, можевме да разговараме. И цело време, кога ќе отидете на некоја телевизија каде што сака да ме тролаат, кажи капитален проект. Му викам, добро, кажи ми какви пари ќе располагаме, капиталните проекти се спремни. И вика, еве кажи еден капитален проект. И му викам, например, во Кисела вода има многу квадрати земја кои припаѓаат на градот Скопје и ќе направиме една голема ботаничка градина. И ми гледат вака. Како? Викам, ботаничка градина, како што има Загреб, како што има Белград, како што има Будимпешта. Не само што не знаат за што говорев. Тука нема појма. Ботаничката градина, ако ја направиш таму и ако вложиш 3, 4, 5 милиона евра за да донесеш дрва, бонсаи, монсаи, да има разноразни птици, нема да можат више да го претворат во градежно земјиште. Тие ботанички градини, да, за расадник. Не знам, во петокот беше гостин Орце Георгиевски овдека
и рече, вика, за да нема клање, ги викнав архитектите и распишав меѓународен конкурс прв по земјотресот, да се одреди што само ни треба градинка, има таму црковно земјиште за една црква, тоа е се вика нашите барања, другото меѓународен конкурс, сите нека конкурираат, архитектите, жири комисија архитектска, не партиска, ќе одлучи кој проект да биде прифатен, да не биде ни мое, ни ничие, вика, сум го ветил, вика. Така да, окей сте и ти и он во ова, иако ова со ботаничка градина е феноменална работа. Ја ја знам во Франкфурт, ботаничката градина, тој уствари тропска џунгла унутра. Зиме, лете, влегуваш, тоа е се љилјани, тоа се онака како да си у Амазон отишол. Така. Значи, сега веќе не е кампања, само да се Си правиме потсетиме, муабет. да се Да, потсетиме на моите твоите. проекти од Одлични бе, одлично беше. Тогаш, значи, ништо што е капитално во наводници, ама е све одржливо и е поврзано со и животната средина и со потребата на граѓаните. И сега вака, од аспект што ме праша дали имаше претњи. Например, имав табла, имам сликано, значи, овој пат заборев да ја донесам, мисли на фамилијата, закачена на гаражата. На емисијата во Телма, господинот Петар Шилегов ми рече... Чекај, полека. Не збори као да збориш со мене. Ја те разбирам и со пола реченица. Треба да разберат гледачи. Добра. Табла на гаража. Што сакало да каже? Дека е закана, кажи го. Закана, убаво. мисли Ама на не ми фамилијата. објасним го на гледачите. Значи, ама именно сега ќе ви кажам неколкуте закани кои ги добив за време на кампањата. Значи збориме сега закани што Да, имаше. така. На твојата гаража имаше закачено табла? Да, мисли на фамилијата. Добро. Така. Потоа во емисијата на Телма, додека траеше бидејќи Бени и Торте почнаа да си играат со него малце мајтап, јас малце се вклучив, ама бев само како се вика во епизодна улога на таквото, ама мене ми се сврте и ми вика ќе видиш за 2 дена. Ја му викам сега можеме да се разрачунаме, не мора 2 дена. Чекај, Ова е една пауза во на Телма кога одат реклами од господинот Петар Шилегов. што значи тоа ќе видиш за 2 дена? Па се треба да го прашаш него, викни го емисија прашава. Јас тоа на Канал 5 го прашав, му викам. Себе заврши кампањата, тие 2 дена поминаа, време е, му викам да видам што е тоа. И што ти одговори? Грешно си ме разбрал. Добро. И Немаме се. Never mind. Добро. Never mind. И такви, мислам дека постоја еден куп работи кои се случуваа за време на кампањата, например, бидејќи ја трчам покрај Вардар и нормално е кога ќе завршиш со трчање да се пресоблечеш. Добро. И се пресоблекувам и ме слика еден лик. Му викам ако му викам нешто сгреши да вратам мајцата па да ме слика. Се сцрвене човекот и избега. Наредниот зборував со граѓ, зашто луѓе ме застануваа за време на кампањата и разговарав, вика никад не сум гласал, кризам сега да гласам, седи еден друг, држи телефон вака. Рака да му викам, дечко, кажи му викам што ти интересира, зашто ти даваат пари, да го кажам тоа му викам да го снимиш во телефонов, можеби ќе се уновчиш му викам. Слободно. Да, може ќе ти дам ексклузива. Да, ќе ти направат поише пари, ќе ти дадат. Кажи што треба да кажам за да земеш повеќе пари. И така тоа беше цело време една јурњава, така речи, но кога се случи целото тоа? Во одреден момент Ова е пред Телма или после Телма? ова се секој ден е ново мелење. Значи секој ден се случуваше по десетици работи, ова не е една работа. Значи Треба да го викнам Бени, ме интересира и Бени како поминал со овие работи. Па- Пошто Бени сериозно и исто му влета, знаеш, беа убедени, Па наше Бени- он бе, нема, ќе го средиме, знаеш. Па Ама Бени му го доби пукна првиот напад од него на Алсат. По завршувањето никад нема да станеш директор на МКЦ. Ни сега кога ќе дојдам втори мандат. Значи одма после емисијата Бени беше многу културен. Ја бев маце по-напрасит, одма предов на тоа ако сакаш одма да пробаме да се Да се разбереме. да се разбираме и Надвор пред студио. Да, и ако сакаш, ако се сеќаваш на Класично Телма, скопски. Да, Културно овдека да не Културно правиме овде, да. Тет а тет, да. Ела овдека Не, машки. Не. Машки, Ако толку да. е за 2 Ферка. дена да не чекаме. На сега Ферка да го се деси. викна. И сега, Предпоставувам. Значи на Телма, ако се сеќаваш, врати назад, ќе видиш Да. како он од студиото бега. Зошто побегна тоа? Физички поимале, мислам човекот има многу работа изгледа.
Добро. А што имаше некој диалог размена? Па тоа е единствениот диалог кој го имавме А ја и он. после тој диалог Да. он излезе. Да, не, после тој диалог. Од кога заврши емисијата, пошто се договоривме да се видиме после емисијата, избега. А, така. Да. Бени имаше таков напад, па после тоа, кога станавме тројца само, бидејќи ја бев бронзен, последната емисија беше во Канал 5, значи јас, Данела и Шилегов и му ги поставува прашањата за сите промашени проекти, кои сега Данела ги гледа во реалност, а они меѓу себе се кара за тоа кој кого напаѓал, кој кому децата ги загрозува, такви работи, сите тројца бевме во некаква каша. Секој секому нешто му се случуваше. Но црна кампања Значи беше. по прв пат еве сега кај тебе кажувам дел од тоа што ми се случило, но воопшто немав намера во кампањата да ако влегуваш во битка треба да бидеш спремен на се и се што. Така. Значи не можеш да очекуваш дека ќе те тинтрат. Ајде сега да се вратиме за една многу интересна работа. Од кога видов дека и едните и другите телевизии ми ги забранија пристапите после интервјуто во Фокус, решив да направам герила маркетинг. На Македонска радио телевизија имавме една емисија во парк. Или поставува прашање, цело време го напаѓав Шилегов. Со секое прашање. И на крај новинарката прашува за кого би гласале доколку вие не ги добиете изборите. Ја викам за Шилегов. Знам, и за тоа те прашав во емисија. Ете А ти после го објасни овде Ете хубаво. така. Да. И фино лепо наредниот ден сите во Моровски телевизии ме направија ремпера, арно ама ми ја дигна гледаноста. Ми го нацртаа тука Заев, па тука Апасиев. Не бањанатите знаат да забегаат во нивното, не дослушуваат. Небитно, Океј. небитно. Сега наредниот ден, од кога видов дека тоа станува вирално, јас од Данела сосема случајно се сликавме на една позиција за беше тоа за рак на дојка во парк. Ја ставив сликата и викам сепак по притисок на ВМРО ДПМН решив моите гласови да ги дадам на дамата Данела, но на овие избори има само еден победник, тоест јас. Така е. Морален. Од тој момент некои работи се сватија дека јас уствари барам иронизирал. простор со 800 евра како да искочам бидејќи не можев да се справам со нивните милиони и со нивните милионски реклами. Емав 18 минути вкупно време на телевизиите што му следуваа на левица вајда како. Се ако ти станам, да те се пресметам со тебе едно 2-3 шамара да те овдека уживо Уф, пред не можам. камери. И ти како Да ти ја зачукам една. Колку овдека имаше 120 Извини. минути ти дадов. Да, извини, зборуваме за реклама во кампања на шегувам. телевизија. Значи, јас имав 21 спот направен. Pero, ја и Да. ти сме другари, од 80-та година се Така е. знаеме како музичари и кога се појави и на тебе и на Бени, затоа што сме музичари, тоа ни е заедничкиот именител, колку сакате простор. И ти го дадов фул простор, што не го давам. И не морав, ти дадов 120 минути, ми беше мерак што си ти Така. уигра. Без оглед како ќе биде, нека си стојат децата да ни памтат, дека Перо овдека 120 минути Так. си правевме муавет. Сакав да Ете, ти тоа ми кажам- беше битно. Сакав да ти кажам дека временскиот простор рекламен беше драматичен. Така. Значи збориме наспрема 10.000 минути, наспрема 8.500 минути, наспрема 18 минути. Јас не ти пуштив спот, затоа што не сакав ни да влезам у тоа, да ти земам пари, да ти наплаќам и така Согласувам. натаму. Така И што немав. Сега, значи да завршиме. Со таков резултат од 24.000 гласа, после тоа, по старите македонски политички правила, треба нешто да ти дадат. И сега што сакаш да бидеш? И ме пуштија по вестници дека ќе сум бил директор на Младински културен центар. камо среќа. Замисли ти, ама ти за тебе, за мене не. Замисли ти ја да се пензионирам, бидејќи сум 62 години, Као мумакац. во Младински културен центар, на што ќе личи тоа? Целата моја кариера да заврши во Младински културен центар. Значи, зборуваме прагматично. Да ти Не- дојдам ја, Перо, Да ти у отпеам нешто. МКЦ, едно кафе да правиме, арен ли си, сполај ти, Јанко, елај. Ете, така. Не, стварно не сме ние за таму ве, човек. Да бидеме Дај некој клинец само, ама дека реално требало да добијам нешто. Јас едноставно кога ме праша што сакам да добијам, им реков сами дајте право
на мојата компанија која сум ја растел овие 30 години, на моите деца да им дадете шанса да конкурираат на тендери, на лево десно и ако се добри да добијат нешто да сработат, за да можат да ја продолжат компанијата која работи веќе 30 години. Не побара во 4 очи таков договор да направиш? Не. Значи јас само јавно ништо друго. Ништо друго и не побарав. Фер. Значи Фер простор. Ништо од тоа не добив. И па е можда фер. Добро. Не е за муабет. И еве се случи нова година. Значи, новата година во времето на Дино Мерлин за озвучување се потроши со организација се потроши 165.000 евра. А тоа се пари од донации од граѓани, анонимни Не, донации. тоа се пари со анекс договори, објавени, кај мене ги има на Facebook, значи од платени од град Скопје, има и уште анекс договор. Неверојатно, јас сум шокиран. Петар Шилегов, твојот имењак, кажа дека тоа се пари од граѓани, донации, анонимни. Значи, проблемот е у тоа што сите липнаа за хонорарот на Дино Мерлин, кој по мене мислам дека е заслужен, ако ме прашаш. Јас се распрашав секаде за колку настапувал, неговата цена за нова година била во прошлите години измеѓу 60 и 120.000 евра. Така. Значи тоа не е нешто што е неостварливо, али 165.000 евра за организација на настан со озвучување, значи кој кошта 6,5 милиона денара, тоа се по мене 10 нови години кои јас би ги работел. И за да биде уште циркузот поголем, по објавувањето дека јас сум ја работел новата година овој пат, зашто нема никаков договор со град Скопје, бидејќи неколку донатори се решија да дадат некакви ситни пари, немаше ни LED скрин, немаше ни огномет, затоа што немаше пари едноставно. И беше тој некаков скромен буџет. Јас напишев една сума од джеп, ја извадив, треснав 14.000 евра, они кои ме грабнаа да ме јадат по сите телевизии, призна, при тоа немајки Материјален доказ. и дале нема материјален доказ за тоа, него 165.000 евра наспрема 14.000 евра, колку е разликата? Така. И сега би се навратил чисто на Кој ќе ме прашаа тоа на плюс, минус, делење, множење и само ко теле вака 8%, гледам. 8%. Ништо, 8%. ништо. Сега. Истата таа компанија... Математика, кец вече. Истата таа компанија која работеше за тие големи суми пари за нова година, сите овие години добиваше измеѓу 300 и 400.000 евра на стартот на годината од Младински културен центар, од МОБ, од опера и балет, од сите културни институции. И фино лепо, он кога има инкам 400.000 евра, знам како ти звучат овие пари, може да страобално, он доаѓа кај твојот клиент и на твојот клиент му вика колку пари перо ова ви го продава? 10.000 евра. Јас за 2. Камионите не коштаат толку. И ајде, јас сум малце поголем, дури за 2. На некои луѓе со кои исто работеа и сега веќе ги затворија Добро, компаниите. на овој начин ние треба да заклучиме дека намерно се пумпале цените. Ти кажеш дека ти си давал нормални цени, разумни цени, пазарни цени, а дека овие неразумни тоа се пумпани цени кои најверојатно После 3 точки нека си донесат заклучок гледачите. но тие пари после тоа прават да можат да го слушат комплетно целиот пазар. Например, човек оди до Охрид, треба да работи концерт, за 400 евра се договорил човекот, Така? стига ја мести опремата, му викате молам собери се, другиот се решил за 200 да ја даде опремата. Еве ти 100 евра назад за комбето. Сега да не зборуваме за 10.000, да збориме за 100 евра. Трет, кој се бави исто со оваа работа, се договорил со една од банките да работи некаква трка во Охрид. Истиот джентлмен кој има собрано 450.000 евра, тоа е фирмата DVD5 која е затворена во моментот, сега се вика DVD+, значи вика не мора да плаќате ништо, 0. Значи има ли поевтино од 0? Нема. На кој начин тие луѓе што имаат по 10-12 врпотени, нека си 3/4 ќе дадат утре плати? А тој веќе има обезбедено скоро половина милион евра од сите институции културни во
градот. И он ќе земе без пари ќе ги направи останатите, Така е, за ги набрка сите, да ги за да затвори ги фирмите. набрка и за година две Дена, истите настани ќе плаќаат по 10 пати така, повеќе. бидејќи нема да има со кој да се Многу справи. паметно, алале вера. Ете, така. Така е смислен, тоа ја го реков криминален мултилевел маркетинг. И се соочуваме со таков проблем. Јас генерално не се бавев со нив, бидејќи имам редовни клиенти, 7-8, но сега и по нив тргнаа да напаѓа. Во почетокот син ми си отиде за Америка, која виде дека не може ништо да направи, без разлика што е магистар по економија со чиста десетка на државниот Љубљански универзитет. Значи не сум имал пари да го финансирам на светски универзитети, него и на државен Љубљански универзитет со десетка. Чиста, говори 5 јазика, се разочара, отиде за Америка. И тогаш јас 2018 година напишав 17 страни во Фокус добив. Едно големо интервју со Јадранка Костич и вика, леле, Перо 23 ми ја спомна. Вика, ќе биде тешко, ниједен не се јави да тужи, бидејќи внатре имаше само вистина. И син ми се врати од Америка, се заљуби во Марија. Која година е ова? Ова е 2019, значи, правиме свадба. Син ми е тука и више ми е гајле за било што. Детето ми е назад во компанијата, си имам снаа, семејството ми е повторно на куп и више не ми е гајле ништо. Еден ден одиме во телевизија Алфа. Ме вика Ирена, која е презентерка и водител уште од времето на Македонска радиотелевизија, дека јас бев директор тамо. Одлично стоиме. И вика, ќе правиме емисија македонска музика кирилица. Вика, дали би сакале, вие како мејнстрим македонски бенд, да ја отворите. Добро. Отидовме со Поце, спремивме пар ствари, отсвиревме, тоа јануари беше некаде. И успатно ме прашува една од, мислам дека е одговорен уредник, Коровешовска, за Весна Коровешовска. Дали, мислам дека така беше, дали имам некакви сознанија за оваа фирма DVD5, бидејќи имало многу вакви. Рекам, јас сознанија немам, имате интервју 2018, може да го видите, во него пишува све, може да прочитате, ама нешто друго да имаш. Друго имате многу просто. Отворете јавни набавки, отворени финансии, овој Тевдовски мислам дека ги направи отворени, и може да видите се. Дали вика, ако ти пратиме новинарка, вика, од кај нас, вика, ќе и дадеш пат како да ги најдете. Имате вајда некој економски стручњак. И викам, добро, ајде, ако сакате, дојдете. И ја пратија Кети Гетева. Извини, кратко е ова само. Добро. Доаѓа Кети Гетева, разговараат со син ми, пошто ја немам појма од тоа. Отворени финансии, затворени финансии, ништо не разбирам. Разговараат на таа тема, па ова било страшно, ја ќе правам 10 емисии. Прави една емисија од тоа што она го вади како материјал, мислам дека беше за универзална сала. Наредниот ден ми се јавува дотичниот Здравко Кочишки и ми прети со сите можни напади врз мојата фамилија, мајка ми, татко ми, мене завиде ќе ми ги скрши така натаму. Не знаејќи ја за што станува збор. А кој е тој лик? Тој лик е таа фирма DVD5, тајна, не можеш да го најдеш никаде по Добро. Фејсбукот, и тоа е тој лик кој уствари ги прави сите овие 400-500 илјади евра годишно и така натаму. Значи во директен конфликт влегуваш со него. Ама како да влезам кога не сум направил ништо? Значи го објавуваат на телевизија Алфа, не го објавувам јас. Не излегувам јас сега како што зборувам кај тебе во емисија. Ништо. И после тие сите псовки... Тоа најверојатно му отишле после и нему да го... Видете, да ви кажам, 7 минути и 12 секунди имам снимак од целото тоа како ја трола целата мојата фамилија. За да после 2 дена добијам тужба од адвокат да му се извинам на телевизија Алфа затоа што новинарката Кети Гетева кажала дека јас сум изворот за тие работи. Ја бев апсолутно шокиран, нормално не му се извинив и од тогаш почна целата рашумунијада да го отварам со сите овие документи со кои ги отварав. Значи, потоа следеше за неполни месеци по дена ја затворија нивната фирма DVD5. Ради сите и ги избриша го избриша Фејсбукот, го избриша вебсајтот, избриша све, ја затворија компанијата, отворија 2 нови, едната се вика DVD Plus, другата се вика DVD Rental, мислејќи дека на тој начин ќе ги заташкаат траговите. Ама тебе те фати инат. Не, и уште ме држи. Значи, но
Во меѓувреме, без разлика што тоа беше во време на корона, они понатаму почнуваат да ги добиваат тендерите, за да знаеш дека тие имаат добиено 50 тендера од државните институции, а сите други фирми заедно имаат добиено 0. Во тендерите уште малку не ја пишуваше регистрацијата на камионот, кој треба да го. Ако ја немаш таа регистрација на камионот, нема да можеш да ја добиеш До толку работа. беше Значи, опремата цела што има, до кабел што имаат. Некои од нив, од овие другите колеги, пробувале да влезат во... Океј, да им објасниме на гледачите, она што сакаш да кажеш дека е толку детално направена да е насочена целиот тендер само да може да го добие. Ама 50 збориме, значи не збориме ни и не може никој да се појави. Пошто таму пишува мораш да имаш црна јакна со црвено у средина и да имаш микрофон од левата страна. Нашата опрема е 3 пати подобра од таа што имаме и ние не може да учествуваме на тој тендер. Пошто утре комисијата ќе дојде ќе рече кај е оваа опрема што не чини? И сега тоа тебе директно ти го загрозува и твојот бизнис, затоа што ти имаш огромни средства инвестирано во опремата. Па, не само тоа, и плати и луѓе и вработени и така натаму. Значи и Сметаш ли дека ова вака јавно обраќање до него и спомнување по име и презиме и фирми и компании нема да ти создаде дополнителни проблеми? Види, и да ми создаде дополнителни проблеми, ја више немам што да изгубам. Аха. Значи јас ја барав сликата секаде негова и ја му ја објавив сликата на Facebook, наредното се неколку други работи. Нормално бидејќи ако он не му е гајле за мојата фамилија, зашто да ми биде мене гајле за него и за неговата фамилија? Едноставно ќе ја водиме битката па кој кај стигне. Тука се работи за систем кој е разработен во последните 30 на години. И многу тешко можеме да го победиме, но јас сум сигурен и оптимист сум дека тоа на крај ќе резултира и со кривични пријави и со многу други работи. Па ова може би и најдобро одошто вака, нели? Ама тоа е веќе направено, веќе има. Веќе е направена Да, веќе штетата, МКЦ, тоа не, веќе МКЦ има кривична пријава за настана за нова година заедно со Петар Шилегов, во кој е нормално и фирмата DVD5. Сите заедно се и веќе има и од град Скопје, и од антикорупцијска комисија, и од комисија на потрошувачи, и од други инстанции за кои не сакам да говорам, бидејќи се сепак тоа посериозни. Значи не можам да заземам и Не ни сакам. Дегутантно е да заземам твоја или страна која ја спомнувате, но ако има судска разврска, тоа би било најдобро, нели, и заради морал, етика и образ и нели заради добра економска клима, воопшто простор за работење, бидејќи не можам да разберам. Иако сме мала земја, иако имаме, но стварно во последниве години такви настани веќе се издигнаа на едно ниво. Невозможно е тоа да некоја фирма толку арогантно да се обидува да држи монопол на све. 120 милиони денари се тендерите што ги доби во последните години. Може да запишеш колку нули, сега кога ги пишував не знам да ги допишам. Ете тоа, ајде да не, знаеш, чисто ова беше како една работа што ми тежи и едноставно, ти благодарам што ми дозволи да ми олесни, што би се рекло. Добро. Може мене сега ми затежне. Сега бидејќи ако другата страна се јави, ја морам да им дадам исто простор овде како емисија. Слободно. Не слободно, не треба ти да ми дадеш, нели? Да. Едноставно може да се продолжи оваа работа, но немам никаков проблем или евентуално дебата, па двајцата седнете тет а тет. Или нека реши судот, или разговарајте тука, или он сам, или негово сообштение, не е важно. Демократијата тоа го подразбира. И вашето делување, но и неговото, па и моето. Така е. Pero ја, како и на некои луѓе кои прават обид за нешто, им благодарам заради тоа, не затоа што директно јас ќе имам корист од тоа. Јас индиректно ќе имам корист, може би за внуците. Ние сме толку корумпирано општество да само поединци ни собственото локално делување во својот круг да се обидат да направат еден бабл на честно работење, може да биде доволно за да конечно излеземе, да има веќе кислород во оваа бара. Јас сум оптимист. И јас Ако сум мене оптимист. прашаш, јас сум оптимист, Да ти непоправлив. 62 години
никаде ништо не направи спорно, еве за изборите, успеа да ми извадат точак, дека имам скап и стомачни Леле, тоа со точка. и стомачни мускули Леле. и успатно Тоа кај Веско Ефтов беше циркус. И тоа најдегутантното прашање, како ти како Перо Камиказа ќе се сретнеш со американската амбасадорка која на времето камиказите со авионите го нападнале Перл Харбор во време на Втора светска Кој те војна. праша ова? Жити се. Васко Ефтов. И сега не ме зезај. Не се смеам дури ни на силата да не, ама, да чувам. значи, камиказите не се утрени во Перл Харбор. Малце покасно во војната, 44-та година, па после тоа кажа дека не мислел со тоа да ме навреди, туку дека Каминканзе било добар, ја му викам не е добар, јужен ветер е тоа во суштина. И се почна да ме раскажува и да ме глорифицира во целата приказна. И на крај точакот. И ми го вади точакот и вика гледаш што дека пишува 12.000 евра. Точакот расклопен, ја го имам купено 2720 евра, точно. Цел. Значи ако ги извадите деловите, јас сакав да го прашам, ама бев културен. Како не праша за Мерцедесот. За Мерцедесот бе, Да, за маските расклопен. гребе. Еве уште го возат бе, уште се возат. А пази, да возиш ти, пази, ја разбирам, не е продаден затоа што е дел на судски процес кој е се уште актуелен и нема конклужен за тој процес. Али кога имаш ти криминално дело и заради тоа имаш материјален доказ не смее да се пипне. Си гледал амерички филмови, у најлон стои. А он не се вози, Ова се возат уште у него. Извини. Пази, поминува тоа бе, човече. Извини. И сега у целата таа Рашумунијада. Мислам, точакот, скуп точак си имал, човече. Мојот точак е користен за дуатлони, за триатлони. Не ме интересира. Знаеш ли колку ми е глупо и дегутант? Викам, зашто се објаснува? За точак да се објаснуваш некому. Вака само ќути и гледај го, А не вака. за овие 120 милиона евра. 120 милиона денара. Не треба ни да ги спомнеш. Вака само гледај го. Вака само гледај. А зашто мачните мускули? Зашо ме праша? Така, чекай, извини. На таа емисија... Стомачните мускули ги направи Фуачи Бадем Систина. Да. Сали Стаџер дојде од Израел, покрај тоа, он правил стомачни на срцето да зајакне, па ми направи ова и платив 250.000 евра. Ми направи стомачни. Извини. А цел ден лежам и јадам чипс. Ја би ги дупел у мозок, бе, така Баш ми е драго прави. што ти инспирира, само да те прашам уште една работа. Кој се рекламираше во првите 10 дена на почетокот и на крајот на емисијата на Васко Ефтов, кај што мене ми беше представено? Не сум гледал, сори. Не, ова збориме сега да предпоставиш, не мора да... Да предпоставам. Интегра, Петар Шилегов предпоставам. Точно, а што правеше Петар Шилегов во таа реклама? Не знам, што? Поправаше точак. На комшијата. Јас со десетици илјади километра поминати точак, Петар Шилегов стана точкар во емисијата каде што бев јас нападнат за криминал што имам точак. Пошто ме праша за емисијата, за некои, значи ова се апсурдни работи и кога немаат што да ти Имаш направат. уште стомачни или качи? Качив 6 кила сега пошто Леле, катастрофа! те прашував нарочито. Катастрофа! И уште почнуваме. Леле, Јанко, јас качив. Да не слушнете што му кажав по телефон. Не ќе те да знаете. Не, мислам, дури на интернет ова да го правиме после 12 сат не. Ќе има 2 милиона, ќе има 2 милиона слушаност. Такви пцовки сум извадил да сите Срби на Балканов да ги збереш. Не, леле како ме изнервирал, вика се здебелив, шо бе, викам Перо си се здебелил, пошто ја у корона, ја и онака сум дебел, у короната уште она се дуплирав, више не знаеш дали можеш да ме полесно да ме заобиколиш и прескокне, и 6 кила. Извини, уште една работа се обликувам. Иначе, знаете ли колку години има Перо Камиказа? Вака, снимајте го, момаков. 20 години сум, не, 30-40 години сум, појма немам колку има години. Мислев дека е Копич 10 години помлад од мене. Перо, колку години имаш? 62. Иди у... Сега, да ти кажем на друга работа, дека ви текна, пошто кога правихме овие двајца сме црно. Прај си моја бе, искачам ја, ти збори си, еве ти ја емисијата, мене више, шо да зборам. Значи, ми кажува Шилегов како твоите фашисти обличени у црно. А ја тогаш прва емисија носам црна која не можам да пофатам што ми збори. Од кај сега
ја фашист, овие администратори. И го гледам, викам, не ми стои добро кошулјава или? Не, тие твоите од левица. Дека Пасиев носел црна кошулја, ја во една од емисиите и дебатите, пошто нема, ти имаш 5 кошули, имам ја. Една кошулја облакам, друга кошулја облакам. Плава, бела, стигнала црната. Слушај, знаеш како викаше покојни Младенов? Века, За мртво коња. за мртов индијанец. Да. Се уште си со левица? Види вака да ти кажам, ние со левица никогаш не бевме заедно, кохабитиравме. Добро. Одлично стојам со луѓето, Да. вкупно си имам видено 2 пати. Не, До сега во тоа ме- ми го кажа и во ова. Дали мислиш да се ангажираш директно или Не, добро? не. Значи, Соло ќе трчаш и ако Ако воопшто некогаш повторно влезам, ако некој ме закача, значи тогаш можам да влезам повторно со некого или сам, сеедно. Значи сега ја знам. Зборам за некој политички ангажман, Да, на пример, сега- има сега парламентарни избори. Ако биде една изборна единица, да. Ако има како што е до сега Петар- црно-црвен свет, црно-бели свет нема да. Господине Камиказа, Да. со опроштењем на америчкиот народ, да не се навреди. Да не се навреди амбасадорката. И амбасадорката Да. секако. Добро би било да сте у парламент. Па, Знаеш, чисто прво би било интересно онака на говорница, кој ќе им се пип мајке. ама ја културно ќе кажувам, никогаш пи. Јас цело време и викав се извинувам да ве прашам само едно прашање. Со опроштењем на софрата тебе мали да ти. Не така. Со директни прашања. На пример за мостот во аеродром го прашав. Му викам добро господине Шилев. Звони телефонот да не се јавуваат. Да. Да ги вклучи? Да, вклучи слободно. Зошто господине Шилегов сте направиле мост кој не води никаде? Ми гледа. Човекот вика, како не води никаде? Бев таму, 112 куќи немате експроприација направено. А вика, не е точно тоа. Туку? А викам, а колку? Неколку. Неколку. Сега ја вадам документ кај што се потпишани луѓето. Јас им обеќав една куртуазна работа на луѓето. Ајде да видиме. Ти беше со луѓето, Со луѓето разговараш, директно, ето? се што Браво, зборував, бе, царе. директно ги правев работите. Му викам, видете, ви кажам. Еве ги местата каде што може град Скопје да ви изгради зграда. Ако имате 120 квадрата стамбена површина, без разлика што е стара куќа, град Скопје ќе ви даде 120 квадрата стан. Тоа ти им го ветуваш ако Да, дојдеш. ако дојдам, 120 и ќе изберете каде и вие 120 куќи ќе имате 3 згради и во тие 3 згради ќе се сместите, ќе живеете во удобно домување Така. и сите ќе бидеме во вин-вин ситуација, мостот ќе води некаде. 98 согласности добив, значи не сите, некаде околу 20 беа спорни, но не беа на граница дека може и тие да се Можеше да се преговара, па Ете, така работев јас и се што излегував на телевизија и говорев преку аргументи. Значи се убив тие денови од работа. Измеѓу 17 и 18 сата дневно бев на терен. И сега морам уште ова да го кажам. И со политика да завршиме. Тргам да правиме испитување со една моја дружина на Скопска Црна Гора по сите овие бирти, кај што се седи надвор. Кооперации. Застануваме, частам пиво 7-8 души и ги прашуваат, абе го знаете кој е човеков? Ој вака ме гледа. Не. Овој други го пие пиво, го знаеш овој? Не. Од 7-8... Знам, го разговаравме јас и ти. така. Значи два тројца ме Многу луѓе познаваат. те познаваат. Малце те познаваат. Не. Ти си скопска урбана легенда, Перо. Да, извини, само да Поентата. завршам. Поентата која е? И така, на десетина места, некаде 20-30% ме познаваат се. Наредниот викенд, во четвртокот бев гостин на телевизија Сител во Вести, како кандидат за градоначалник на Скопје. На различити места, во истата Скопска Црна Гора, сега ме познаваа 85%. Од 10-11, 8 до 9 ме познаваа. Добро. Дали, вака, кога ќе речеш дека си направил толку музика, си играл во толку филмови, си бил директор во Македонска радиотелевизија, сум бил директор на Евровизија, не ме познаваат, него ме познаваат од 15-минутно гостување на телевизија Сител. Тоа е. Што да ти кажам? Значи, Сега бар сум познат. да, супер. Супер.
И се треба тоа да го искористиме. Абе, Пер, што не кажа дека од гостувањето оде 2 сати у јади бурек си станал познат, а не од сител. Кај ги најде од тие? Кај сега ми го зачука до Балчак и ти... Знаеш зашто е сега тоа така? Ама по втор пут тука ми. Абе, втор клизечи ти ова. Ама зашто е тоа Пази, така? трети... Не, абе, чекај, втор жут картон црвен. Абе, зашто е тоа така, знаеш ли? Ристо Самарџиев е таму одговорен уредник, пејач на меморија. А сега на 11 јуни на стадионот на армија, меморија повторно заедно, во цел состав. Да, и ја у прв ред и ќе му вика, врати му ги парите на Јанко! Така, што дужите? Со таблата, вака, како ќе ви изгледам. Место Скопски Дуран. Не, ќе се качам на сцена. Ај симни ме о сцена, Перо, жити се. Не можам, си ме задолжиле. Се шегувам. Да. Што правиш сега? Инкарнација уште една правите? Значи, со меморија повторно вежбаме. Нешто е као мали деца сме собрани. Интересно е после 5 години повторно заедно. Сега сме 5 години постари, и тогаш бевме доста прилично зрели. Сега сме можеби малце дозреани. Карактерите не ни си имаат сменето, ама можам да ти кажам дека за кратко време, вајда дека го имаме поставено концертот, оние песни што ги пробавме звучат вау. И еве ќе откривам дел од концептот, сега ќе речеш вау, 100%. Значи, гости на овој концерт ќе ни бидат Конкорд, Арно Ама, со Сеат Јакупи, со оригиналниот пејач на Конкорд. Браво. Ке дојде од Германија, добив потврда од него. Добро. И ќе ја пеат Високи штигли и црни чорапи на нашиот концерт. Бруно на стакатото ќе ги вади од прашина. Да, ќе ги вади стакатото, дал ќе свири на цале бубњеите, ќе се договориме. Значи, сем нив ќе биде Ареја. Одлично. Чекај, ова фестивал ќе биде. Па и прошлиот беше фестивал, нели имавме 5 гости. Да. Имаме уште еден човек кој нема да го откријам во моментот, со кој разговараме што тоа ќе биде, но ќе направиме посхумно, значи изведба на Аки Рахимовски Јесен у мене, ќе биде на големите скринови, кои ќе бидат околу 100 квадрати распоредени по стадионот на армија, и после тоа во живо ќе го изведат сите овие пејачи што ќе бидат наши гости. Браво. Кажи ми, извини, каде ќе биде ова? На стадионот на армија. На Арама? На Арама. Тоа е стадионот што е према Вардарот. Позади хотел парк. Позади хотел парк. Тоа е околу 15.000 луѓе собира. Така. И да завршам само со ова, не заврши. посхумно исто ќе биде една песна од Тоше Проевски. Со тоа ќе одадеме почит на двајца великани во музиката кои го обележале, така речи, ја го викам тоа столетие. Тамо кај што припаѓаме ние, припаѓаат и тие со многу поголеми почести, и на тој начин ќе им дадеме значење. Кога го планирате овој настап да се одржи? 11 јуни. 11 јуни, така. Да, тоа е исто поврзано со матури, нели? Сите ние се собираме за некакви матури. И тоа ќе биде една голема матура, нели? Јас бев у Орцеона, у Брос, гимназија, друго време скрос. Униформи плави сите, весели, здрави. Една голема скопска и македонска матура. Мислам дека му треба после оваа корона и после оваа голгота што ја доживеавме, едно вакво нешто на Скопје, и дека на овој начин ќе се одолжиме за се она што ни се случи, иначе меморија има 24 милиона посети на YouTube, Дирла да има веќе 6 милиона. Едноставно му го должиме тоа наградот. Ќе има кафичи као Ван Гог, као Пелистер, као Зоки Малиот. Значи, сите ние битни обележија во градот ќе бидат и присутни со свој шанкови, и тоа ќе биде еден празник и за Скопје, и за Скопјани, и сите ние што ја сакаат македонската мејнстрим музика. Меморија, Конкорд, Ареја. Само овие три се сосема доволно. Не верувам дека ова може подобро од ова у овој момент. У овој момент подобро од ова. Јас се сеќам на тој стадион и го правевме првиот фестивал. Ние, уствари, јас со Путица први го откривме тој 103 Урбан Фест
првиот Урбан Фест го направивме таму каде што дојдоа дури бенти од Грција. Тоа беше 95-та година кога беше блокадата и донесовме бенти од Грција, донесовме бент од Албанија, од Бугарија, Тамно, Bay the Fish и така натаму. Заборив грците како се вика. Така што топли и убави сеќавања имам од тоа место. После го користеа некои други, ама не Кока-кола успеа. Soundwave го работевме 2005 година таму. Ама прекрасно место е за такви работи. Да. Изворедно место е. Местото е феноменално. Значи као Хайд парк изгледа. Да, така речи. да. И 120 метра на 80 е целиот простор, така. што е извореден. На отворено, на трева, немаш ништо одоколу, прекрасно. Акустиката си е сосема природна на отворен простор, можеш реален саунд да добиеш. Така Саундот ќе го покажеме тоа. Значи, сега покажавме како звучиме во простор до 7000 луѓе, како што беше сајмиште, а сега ќе покажеме како ќе звучиме на 15.000 луѓе. Очекувам барем hi-fi више време. Па, Ако и телевизиите отиде види, у HD, значи, вие барем у hi-fi. Види, значи нема да Не имам ми што треба, да више не ми треба гласно перо, Види, ми нема- треба квалитетно. Нема да имам што да кажем од другите телевизии. Значи, овој цел концерт ќе биде аналоген. Миксерот што го имаме, Soundcraft, е долг 3 метра и тежок 350 кила. Нема да има ништо дигитално на овој концерт. Ефекти, компресори, лимитери, реверби, све ќе биде аналог. Она што сите овие hi-fi музиканти го прават по дома и плаќаат со стотици илјади евра, ќе имаат шанси да го чујат сега и на концертот на Меморија. Што мислиш дека ќе биде разликата? Разликата во што? Зошто? Помеѓу аналогно. Да. Види, измеѓу аналогно и дигитално е исто као измеѓу CD и плоча. Така, отприлика за да бидеме Сакаш да појасни. кажеш дека ќе добиеш по-топол саунд, по-пријатен, По-човечки. по-човечки. Значи, ќе биде human. Како што и секаде. Сите даваат, например, овие што се аудиофилите, за 2% подобро да слушаат, купуваат разноразни кабли по десетици илјади долари, за да добијат 2% разлика во саундот. Ова ќе биде нешто натаму. Така. Ние ќе се разликуваме од дигиталниот звук, па сигурно 0,1% од прошлиот за концертот кој го определија како концерт на деценијата. Ете тоа ќе биде ново. 55 минути сме во разговор. Ова е маркер. Тука ќе ја пресечам Океј. емисија. Не правам пауза, продолжуваме. Добро. Никакви паузи. Да си направам маркер да ја поделам, затоа што Перо, ја водам еден серијал, така наречен Шармот на Скопје. Така. Беа неколку ликови овдека, ќе бидат уште некои. И луѓето тоа го разбраа дека, знаеш, Шармот на Скопје повеќе насочен кон ноќниот живот. Иако стварно Шармот на Скопје тука беше прекрасен, но ја наоѓам ќе идам и со луѓе кои не биле во жижата на ноќниот живот и ноќните случувања и скопските шеми, туку сите луѓе кои вака ќе ми дојдат, ја не ти го кажав ова дека ќе го разговараме, мене ме интересира твојот впечаток. Значи, би сакал од тебе да се вратиш твоите почетоци кога почнуваш да шпарташ, да го откриваш градот. Јали, прво е дворот, па е малото, па е се клупите и така натаму. Но веќе стануваш млад човек и почнуваш да искачаш. Што ти доаѓа на памет? Ванила. Пред Ванила. Да. Прво ми доаѓа пред Ванила. Збори ми ја. Како ти ја Лизгалиште. доживеа? Не. Еве, да, Ванила, Лизгалиште. И Дом на млади. Океј. Едно по едно. Значи, во првите денови на гимназиите, главно место и собиралиште беше Ванила. Сите имаа свое купче. Например, на едно место стоеа моторџиите, на другото место стоеа Јосип Брос, на третото место Карев, Корчагин. И сега, сите што се шмекери, успеваа да влезат и во овие другите гимназиски кругови и да добијат и по некој девојче, као бенефит од целата работа, да закажат, бидејќи овие многу чудно те гледа ако им се мешаш у гимназиските или у маалските кругови. Јас за среќа бев гостин во повеќе такви маала и можам да ти кажам дека Ванила остави врз мене траен белег,
Бидејќи таму ги направи скоро сите бендови гимназиски. Од еден до последен. И многу први љубовни контакти имав и закажување токму пред Ванила и се одеше во тоа време на трети спрат во трговски центар. Тука имаше една самоуслуга, ја види. Селф-сервис. Селф-сервис и тоа беше главно место за частење на девојката и одевме во кино. Кое време денски се искача? При крај на денот се искача. При крај на денот се искача. Не навечер. Навечер 15 за 11. Деца Фокс 11 и 15 одеа последните автобуси. Значи завршивме со Ванила. Ноќниот живот кој ќе кажеш, тоа време беше. Слушай, ова само да те прашам Да. за Ванила. Секој ден ја излегувавте? Дали денски ја излегувавте? Денски одма после гимназија од 1 до 2,5-3. Така? Па после све се префрили на Камел. Го памтиш Камел, значи? Тоа е после Ванила, па после Камел се префрливме на Пирамида, Бони, Ани. Бони, Ани, тука беше место на збир. Ние што имавме мотори, бевме многу мобилни. Секаде стигнувавме помалце да се дружиме, да се видиме со луѓето. Ти викам, значи чудновато време. Ти возеше автоматик. Не, прво возев Пони Експрес. Значи мотор точак со помошен мотор, ама го имав направено тркачки 90 на саат идеше. Бака со долерачките бака. После тоа возев автоматик, па возев Кросче 50, па возев Електроник 80. Добро, не мора до денеска. И така натаму. Не до денеска, ако почнеме од денеска ќе броиме, значи сега има многу ново печени моторџи сега и сите знаат све. Да. Значи тоа ти е Ванила шемата, Денската значи, шема. Денската шема. Вечерашната шема беше турист. Тоа беше митинг. Најголемиот проблем во турист беше како да најдеш женска За да влезеш. за да влезеш внатре. Арно, ама Покрај Триксон тешко се појави. па не само Триксон, таму беше Лули, таму беше Джамбас, таму беше Зупче. Беа доста луѓе, кои јас после тоа Драган Костич е уствари крив затоа што јас влегував во турист вака комотно како фраер. Се ти раскажеме со Драган Костич кратка вистина. И ние со нова генерација свиревме во Зајачевска гитаријада, освоивме прво место од публика. Прво бев гостин кај Караклајч и после тоа бев гостин кај Драган Костич во емисија Диско Селектор и пишуваше за вечер половина страна за нас како нова генерација бендот. И му викам да ти донесам снимакот, ја нарочно не могу со снимакот во ваквото во вечер тогаш кога беше, него викам да ти го донесам вечер снимакот у турист. Да, вика ќе кажеш дека Драган дозволил, донеси ми го снимакот у турист. Ја доаѓам таму и двајцата, каде му викам што Драган сум договорен, треба нешто да му дадам. Вика момент, искача Драган и вика овој дечко од сега натаму влегува без пари секогаш. Брат, ја мислам дека 100 ордена да ми дадеа и влегувањето у турист, пошто можеш да замислиш вака стотици мушки викаат женска може да влезам со тебе, женска може да влезам со тебе, а ја одам директно и викам добро вечер, повелете господине, влагам у дискотека турист. И најбитниот момент на една девојка која многу ми се допаѓаше, секогаш си одеше во 9:30, а Драган четвртак пушташе центиши. И ги пушташе од 9:30 до 10. И сега еден четврток помина, не можеш да ја покани за танго, втор, трет, не бива. И пошто со Драган веќе бев близок и у кабина ги оставав и капутот и све живо и диво што има. На Драган му викам, друже, дај бе, ова танго бар у 9 сати наш префрлиго, абе викам време, ако можеш, ако не можеш, ништо. И четврток, еден памтам убаво, 9:00, Драган вика NG Rolling Stones. NG, тарарарара. Само ја гледам вака со поглед, се буткам пењу петорица, ја карам за танго и ми стана девојка. Благодарение на Драган. How I Met Your Mother е ова приказнава? Ја ожени? Не, не ова, бивше, веќе, добро. тоа е време кога сум имал само 16-17 години. Многу му дужиш на Драган. Драган му дужам, значи и затоа до ден денеска сме толку добри пријатели, значи на вистина, пази, цел сетап да го смениш Да. за нешто и после тоа Па во тоа време тоа беше се Драган да ти биде пријател у тоа време. жива легенда. Па после ќе се јави у ова другиот клуб кај што беше Главче.
Тоа беше во Бристол доле, Клуб 23 клуб 27 мислам дека се виш или 23. или 21. Ја мислам 23, Така, али и ке се беше ке Главче и таму влагаш без пари. У Мусандра ке Мице влагаш без пари. Тоа, мислам, јас бев гимназиски фраер, бидејќи можеш да видам све. И тоа беше за мене најголемото најголемата чест која можеа да ме укажат, без разлика што во тоа време се уште не бев славен Перо Камиказа, туку бев Перо Камиказа во обид. што од Скопје друго ти остава впечаток? Дом на млади. Дом на млади. Таму пораснав. Значи, овие две места се култни, но Дом на млади е срцето на мојот живот. Таму бев, па сигурно едно 15-20 години поминав. Добри. Таму со сите бендови вежбав, од нова генерација, преку фол јазик, кај со брато снимавме првите песни, бидејќи бевме прв панк бенд во бивша Југославија. Таму ги имав сите први обиди за правење концерт. Значи неколку пати правевме концерт, благодарение на тогаш Панде Шекер, кога го викавме. Си почина Господа го прости од МКЦ, Блаур Миле. И така едни легендарни ликови во тоа време. И мислам дека МКЦ, Турист и Ванила го обележаа моето детство во гимназиските денови. Тоа се три култни места за мене. Нормално сега тука припаѓа малце лизгалиште, малце спортски активности лево десно, но тие три места ми се Што памтиш од лизгалиште? од лизгалиште најмногу чајот топол кој го дава, иначе повторно е поврзано со Драган, таму Драган почна да пушта музика. Кажи ми за лизгалиштето. Чајот. Тоа беше вкусот и сега кога зборувам со тебе вкусот го сеќам на непцата. Тоа беше најубавиот чај. Бидејќи овие егејциве што дојдоа од Ташкент, сите лизгаа со хокеарски лизгалки, не можеш да им се припариш. Влегува во хокеарскиот клуб Вардар лево десно, нема шанси со нив. Јас бев гимнастичар, ама со ова со мразов некако ми беше страно. Единствено нешто што можеше да ме направи разлика да купам клизалки за уметничко лизгање, за да бидам различен од овие, да може да ме приметат. И на почетокот доаѓав бидејќи немав своји лизгалки, са бајлечки, за да земам и тогаш изнајмува женски бели лизгалки, ми беше срам да ме гледаат, да научам нешто да лизгам, па после притисок кон татко ми и за едно 5-6 недели ми купија црни лизгалки за уметничко лизгање. Научив меѓу првите да правам пируети, тоа што го викат аксел. Не можем да направам дупли аксел, еден аксел знаев да правам. И тогаш подучував еден куп млади девојчиња како тоа се прави, па за рака, топло. И на крај завршувавме без разлика што беше ладно и чајот не грееше, завршувавме кај мајка му на Жабар, која правеше лимонада. Значи имаше, ако се сеќаваш, од малина, клакер и со сода боца. И парите што ми ги даваа за автобус да се вратам од клизалиште, ја ги трошев на девојчињата кои ги држеа нивните смрзнати рација во мојот џеп. Ќе ги испратев до автобуска станица, они ќе си одеа со автобус, а јас фино лепо пешки од центар до Карапуштри. Кои денови одевте? Па сабота и недела беше главно за излегување, ама јас одев и преку недела, дури у некој час бегав кога учев да клизам овие аксел кога ги правев. Немаше жив човек, така речи, од 10 до 12. И тогаш учев да лизгам, иначе главно искачање петок, сабота и недела. Тоа со лизгалките на рамо, идеш у град, тоа беше, главен си ако имаш клизалки на рамо. Овие хокеарските, а имав ако уметнички, јас делував маце поекстравагантно. Чајот беше во огромен Голем лонец. Лонец? Колку ова Колку маса маса? отлика. Па помал беше, ние бевме помали па не изгледа. И со не кутлача. И со кутлача кефе, и знам И- парчиња лимон, овакво, а вкусот беше на вистина посебен, бидејќи очигледно не беше од оние Да, од тоа, од овие такви, истан туку е чаеви, да. Најверојатно нешто цедено големи планински чај. Така. Беше мешавина на некаков планински чај и го паметам и јас тој вкус, значи како го збориш, Да, можам го да сеќаш. можам да го почитам. Понекогаш тој планинскиот нешто ако измешам може малце да ми задре.
За жал не го одржува и отиде лизгалиштето и така натаму. Многу ми е поправя жал. Некој, многу ми е жал. Јас сакав концертот таму да го правам. Тоа е лендмарк на Скопје и тоа покажува, не покажавме грижа за... Концертот сакавме таму да го правиме, отидовме на самиот простор, ама тој простор не Таму собира... правевме ние 103 концерт со Young Guts, феноменално Да, место. не собира повеќе од Ману Чао. 4000 луѓе. 2-3 илјади луѓе идеално. Да, ама значи Би било меморија таму. маце мислам дека овој пат е ако Он се поише ќе собере, тоа. Па, ако во Саем собравме 5600 карти продадовме, а вкупно имаше некаде околу 6.500 луѓе. Значи Да, со Конкорд и со Ареа Плюс сигурно ќе има многу повеќе и добро што е местото. да. Кој ти ги поправаше моторчињата? Дзоне у тоа време никој не му веруе. Значи, али едно време бев јас сам мајстор. Не, за мајсторите, не ти сам, туку кој Не, мајстор? јас бев мајстор, значи сега убаво ти кажувам, едно време од кога видов како се прават клиповите, пошто купувавме од Италија ел карики клипови специјални. Значи со една хилз нагоре. И кога видов како се прави целата работа, почнав ја да им ги поправам, ама кога ќе ми дадеа пола пиво да пијам, пошто јас бев спортиста по убедување, не ми држеше многу пемпелето за пиење, ќе погледнев каде, тој имаше една стрелка фактички на клипот. Ако му ја смениш стрелката, ќе повозиш 500 метри и ќе зариба моторот. Зарибав 2 мотора и од тогаш веќе не поправав мотори. Иначе легендарна е трката меѓу мене, Вите и Нено, неколку пати со Пони Експресите, со точаците со помошен мотор. Значи, и тоа е една интересна приказна. Вите кој е сега најдобриот моторџија во Македонија и најбрзиот, така речи, секогаш не победуваше и ја решив да кријам од нив дека ќе направам посебно фризирање на моторот. И сега по прв пат вака сум напишал на Facebook, ама јавно ќе признам дека направивме Белја. Во Млин Балкан ја позајмивме машината за праење заби, бидејќи таа имаше многу брусилици ситни. И во петок вечер во 20 часот другар ми Сашо ја позајмивме на 2 дена, фактички скршивме прозор и ја извадивме. 70 години. Да, тоа е 76-7 прилика. Вакви сведоштва немој да ги кажеш. Слушај сега и зимаме и ги бушиме влезе? каналите. Чекај, бе, тоа е голема машина, бе. Не бе, фино лепо извадиш само моторчето е од него, металот излегува со се, ваквото со Оние шишината. старите, оние што Белото, беа, белите, онаки со жица. белите, со жица што беа. Така и стружеш. Цела навечер, навечер доцна, у 8 сат дипла, фино лепо праење цела ноќ кршите мотор. прозор. Прозор, значи ако не фатија идеме апсана. Значи вадиме све она што беа во едни пластични. Ама кај ви текна тоа да го земете Па база? друже, немаше друг избор за да ги победам овие. Морав да најдам начин. Видиш дека ќе најдам начин и у политика да победам на крајот од денот, ама ајде, ова да биде како вовет. И нели имаше едни пластични кај што стоеа оние што се за стругање заби. Така Имаше е. поголеми, помали. Така. И со ни фино лепо вадење деклите, цилиндрите, Ти како бор радилиците, машина врз, ги улеснувавме радилицата, правевме специјални мерења лево-десно, 20 сата не спиевме. Склопивме моторот, Шо мотор? Пони Експресот, точакот со помошен мотор, значи со ручките напред. Ко за Ферари? Значи све направено, враќаме. Значи полиција влегла, направила што Увид, треба, увид, нема машина и ние у сабота у 11 вечер комплетно фино лепо, пак дингал прозорот кој беше направен, враќање машината на место, од А до Ш, останаа само да ги нема овие, како се вика, брусилиците што ги потрошивме, че све Потрошивте, педантно направивме и оставивме целата заштеда. Одмислам дека тогаш беа, Пари оставивте. ќе ти кажам зошто. Ме За зезаш. прозорите За живи. прозорите. Да, за прозорите оставивме цела заштеда, мислам дека 40 црвени оставивме. И тоа ги оставивме веднаш над, како се вика, они што беше како еден бел стол, кај што беа тие за брусилиците, оставивме 40 стотки. Ама моторот мој 90 одеше. И ги победили. Не ги победи, не го победи. Джабе бук. Сега ќе ти кажам зошто. Да ја завршиме. Кај беше приказната. трката? Трката е секогаш кај Американска амбасада. Се почнува кај, како се вика, кај мостот, сега што е оној, да се свртиш за кали и од тука се тркаш цел круг.
И ја со тоа моторчето на ламелата стискам, лета. И прв сум. Гледам вака од позади, Вите позади мене, Нено трет, гази тоа моторчето, стигаме до згора, на тогаш не беше амбасадата, тоа се беа француски гробишта. Така? Значи до згора и се минјаме и камион доаѓа од таа страна и камион од оваа страна. И имаш 60 сантима. И јас сум прв. И кочам позади камионот, за да не настрадам од другиот камион. Вите прораѓа неѓу двата камиона. И повторно прв. Џабе кражба, џабе све, а обкладата беше секогаш во 2 литра бензин. Бидејќи толку собираше по Експресот. Резерварот Што беше позади, да. Позади, а тоа не беше задното тркало. Да, ама тоа не беше уствари седиште. По Експресот имаше пух мотор, ако не Пух се. мотори, да. И тоа беше проблем бидејќи беа алуминиумски деклите. Така. Па моравме да правиме еден куп други работи, да кога ги хилзнувавме, праќавме специјално во Тетово, само еден хилзнуваше. Значи хилзна тоа значи да од 38 да го направиш 39-ка, за да може да стаи хилзна за да биде да има поголема компресија моторот. А 300 глупости. Гледаш дека јас сум ги правил овие работи. Која година е ова? Па мислам дека е 76-та, 7. Да сакам да прочепкам по полициските извештаи за кражбата и дали се најдени парите. Па види, можда некој се опрел. Да, теткицата прва што влегла. Никој не знае тоа. Да. Никој Ете, не тоа знае. е ова е една. Али ова е филмска приказна. Да, тоа е една од филмските приказни. Ова е филмска приказна. Да. Ова треба да се филмува. Ти како актер, како ова не ти дошло да го даеш и како идеја за една урбана скопска приказна? Имам Ама- вакви многу приказни, на пример, онаа со доаѓањето на Тито. не на Тито, тоа со Милчисови, онаа приказна со моторот во мало, со жолтата Т15 на Борис Дамовски. Тоа мене ми е, бидејќи е тоа прва приказна што ја напишав на Facebook, вака да не беше таа Т15, никој од Карпош 3 немаше да вози мотор. Што е тоа Т15? Т15 е жолт Томос мотор, Томос со жолт. Значи брзини, прва, втора, трета, четврта, пета, прва доле, 4 нагоре. Абе, Т15, Т14, Томос, имаше Томос, Т15 да. и то 16-ка Не поштарски. 16, Т12, Т14, Т15. Т15 и АПН-от. АПН е 6-ка. 6-ка. Тој не е како вие. Ово имаше дури каросерија и све. У тоа време главен фраер беше оној што возеше чезетка. То, види се, не ме води натамо, затоа што јас со татко ми украдив платата, после тоа и купив Чезе Крос, Му ја украде платата. све што имаа доздола под ваквото и после тоа Под имавме дома. каквото? Па и дома нели кај што се чувата лиштата, од тука беше еден плав плик, Аха. го извадив и отидов у Балкан и си купив мотор. Што купи? Па Чезетка, ама Крос. Чезе Чезетка Крос Крос. 250, да. И што ти направи татко? Тешко тебе. Не бев дома едно, 2 недели, 3. Така. Те згрба и од ќотек. Па не. Татко ми е педагог по убедување, мајка ми успеа да го убеди дека сум нестрашен и дека така растам. Живи се твоите родители? Да, татко ми има 95, мајка ми има 86. О, долговечни сте, браво. Да, сполај му на Бога, во добро здравје се, татко ми има одличен ум, бистар и ден денеска чита без наочари на 95 години. И мене не ми треба да ми раскажува никој историја. Имам 95 годишна историја пред мене. Знам и за македонскиот. Како е физички, како се држи? Има проблем малце бидејќи он е можеби од дрво. Единствениот 120 килаш и 1,90 м висок жив човек. Он е мечка. Колку е висок? 1,90 м. И е 120 кила. И има малце проблеми со одењето со нозете. Ајде да говориме интервју кај него дома, да дојдам со камера. Па- Да ми раскажеш за неговиот живот. Ако прифати. Па ќе му Поздрави кажам. го од мене. Важи, ќе му дадам предлог, нема никаков проблем. Да. Значи тоа Толку е ти благодарам, оти такви луѓе да. градов живо богатство. Тие Татко се ми- живи татко ми- споменици на Татко ми овие. беше, јас сум и така воспитуван, татко ми беше директор на основно училиште Јане Сандански, кој се наоѓа на Бит пазар Дучанџик. Тоа училиште имаше 1100-200 ученика, тоа е најголемото училиште во Скопје и во Македонија, каде што има албанци, турци, роми, све заедно македонци, значи мешано школа и татко ми беше директор 30 години. Пензиониран е во времето на Џобе, на мои години, на 61 година, фактички ја беше би бил една година веќе би влегол во пензија, на 61 година е пензиониран. Џобе ги пензионираше сите као за млади кадри да дојдат.
Чобе мислам дека Тито Беличенец беше? Не, Тито, да. Тоа беше премиер тогаш на Македонија. И татко ми го проживеа 33-4 години пензија. Ти го памти тоа крадењето на... Он што све памти, јас сум му викал неодишко. Дали уште те смета за вагабонд? Или ти простил више од тогаш? Јас сум бил само несташно дете, никогаш не сум бил вагабонд. Само сум имал добри идеи. Никогаш не сум бил класичен вагабонд да земам на некого нешто да му направам зло. Секогаш било секое зло за добро кај мене. Значи и кога сум правил белја било за добро. И тоа резултирало. Имаше многу вицови за тебе, за меморија, за африканци. Па добро, понижувачки онака и смевање, знаеш како се јадосува едни меѓу други. Една беше дека у Штип се офрлел кожната јакна и ти ја вратиле назад. Види, за Штип имаш слики милиарда. Значи, Абе се шегувам. Не, сакам ти кажам, таму пишува Скопски Дюран. Јас се газам од смеја и ден денеска. Значи Штип е концерт на меморија кој има продадено 3600 карти. Бошко Симоновски е уште жив, можеш да го прашаш. Значи жива легенда, поздрав Бошко. Се уште те памтам подобро. Да. Така Бошко ќе ти каже дека тоа е најпродаван концерт во сите години на Дом на млади Штип. Добро бе, Перос, нема болји од тебе. Океј, ти признаваме. Значи таму не се болји, таму се сите. Најлепши си, младолик си, супер си. Ајде. Значи иди на парламентарни да те избереме и од парламент ќе те кренеме премиер и готово да ја завршиш работа. А да се кандидирам за председател на држава, што мислиш? Тоа е подобро. Не, иди влези прво на парламент. Прво парламент, а? Иди прво. Значи ја би идел како режисерите у Холивуд. Така. Знаеш како, снимиш ефтин филм, као ти сега за колку те кошташе? 800 евра. Така. Следниот ќе биде за цирка 10.000 евра. Па може и поише. И добро, ти си знаеш и влези у парламент. И таму која ќе више, знаеш, режисерите така ги учат, се прави питчинг. И на тој начин ти кој ќе излезеш 5-6 пати, кој ќе видат ово на ваму и таму, ти ќе си најдеш, ти ќе си најдеш некој концепт таму веќе кој ќе омирисаш со каква устоена баруштина и од кај ќе пуштиш кислород, ти ќе пуштиш кислород, тоа прво бактериите умираат и почне нов живот да се раѓа. Така е со баруштината. Прво е основно кислород да почне да дише тоа. Пуноглавците ќе почнат да искачаат. Па нешто ќе почне да се дешава. Па ќе дојдат штркоите да ги јадат џабите, па ќе дојдат орлите да ги јадат штркоите. Ќе се создаде нова екостредина. Па ја не гледам по инаков начин. И мој совет, немаме многу време, ама 20 години е гола вода за тебе. Ја не верувам дека ќе бидам жив, ама ти очигледно ќе бидеш, така да... Тоа само од Бога зависи. Берлускони. Тоа само од Бога. Берлускони. Од дедо Боже зависи. Затоа така возиш мотор, како викаш ти. Ако треба да умрам, ќе умрам и на 20, ако возам така да и на 120. Мисля, ако префрлиме на мотори, емисијава ќе треба да ти трае 6 години. Имаме 2015 ситуација. Джони, ти забораваш дека правевме емисија за мотори, дека отиде до најсеверниот дел на... Да, не, ама има на Европа со мотори и раскажувавме и покажувавме слики. 2015 година кога се враќавме од Холандија, има една исто случка која е интересна, која не ја раскажавме прошиот пат. Да, има случаи, има случаи милиарда, но ова е многу вака податлива, која е поврзана со Бога. Многу полека возев, 40 тогаш го правеа патот во Србија. Има еден голем виадукт, вака се качувам нагоре, 40 возам, уморен, значи возевме, мислам дека возевме од Виена до Скопје и беше тука некаде пред Врање и ми искача човек пред мене. Како претрчува, значи, како се качува на виадуктот, човекот оди директно на моторот. Еве вака. И го гледам човекот, имам два избора. Да го удрам него или да дам у ендек. Во кој не знам колку е длабоко доле. И бирам да дам во ендек. И паѓам во ендек длабок 10 метра. Во кој за среќа има мек песок, грмушки и такви работи. И завршувам во една грмушка со главата напред, со кацигата облечен комплетно, а на 2 метра од мене ѕид од плевна. Се си мине дечкото доле
И вика, јао, што уради јао тебе, она лудача куќи што ми уради. Каже, ево имам 500 динара, има да ти ги дам. Леле човече, фала ти што си ми спасија живот. Ја го гледам. А ја лежам у грмушкава, не ми јасно уште кај сум. Се пипам, не ви извади на раквиците, уште главата малце мрдни. вратот да не е. Значи сега уште сум Шок. во шок. Значи во грмушката, значи во шок. А гледам со главава, со кацигата у земја. И ми е сега по познавање многу тешко да пробам се превртам да не имам некој излив. Од позади ја вадам раквицата, пипам нема крв, вртам со вратот малце, добро е. Отварам се, вртам на страната, отварам кацигата. Ој го гледам вака, леле. И доаѓа една баба со голем постружавник. На неа мислам дека имаше 2 флаши со вода, една минерална и една обична. Колку време поминало? Сладко, како? Колку време поминало? Ова е све во тие 2-3-5 минути, сега ти кажуваш. Кај се појавила баба со Бабата ме свето? гледа од преко пут куќата. Како летам во Ендекот. И она ми вика, јао, дете, мислила сам да си би отишол код Свети Петра. Али хвала Богу, ту си дишеш, ево ти сладко да поедеш. Ја го гледам и овој стои над мене, ме прекини да збориш, му викам, човече, Божи, доста. А оваа спомиња Свети Петар. Јас се викам Петар, а и тој што требаше да го згазвам се викаше Петар. Петре. Еден Петре ти го Три згази Петре. овде. 3 Петре. 3 Петре. Четвртиот настрадал. Четвртиот настрана, за жал. Pero Да. ти благодарам за учеството во емисијата, ти благодарам. Дојди со екипа бе овдека пред концертот да Ако направиме. ќе дојдеме, нема проблем. Дојдете неколку души. Значи, Ќе збориме малце да евоцираме да. и да пуштаме спото и да збориме за музика, за турниите, Вака, да го промовираме концертот. Сем тоа, кај нас се придружува уште еден 8ми член на Меморија. Тој е Давор Јордановски. Прошлиот пат што ти ја покани в плочата. Значи специјално од Канада доаѓа и ќе биде со нас на пробите и ќе свири на целиот концерт на Меморија, така да види една работа. Ако ние сме успеале со сите различити карактери што ги имаме како луѓе во Меморија, како уметници кои имаат различен креативен дух, да се сплотиме без разлика на нашите различности и да истраеме да правиме ваков проект, може и сите луѓе во Македонија тоа да го направат. Само не смее да има лукративни причини зошто ја правиме оваа работа. Едноставно треба да го направиш од срце. Дали ќе дојде некој денар, еписибир. Ние концертот што го направивме во Сајмиште беше така речи историски, така ќе биде и овој. Уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Лека ноќ. Со во тоа со фатија во дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Ја мислам
наложи сервис и сепорт и поддршка И хардвер. и хардверски и софтверски апдейти све. Ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, докато имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го оталотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андрей 10. Како се успееме, повторно ќе кажам, Ако се обединим. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И се најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поблескаво. И од мене. Вино да пија и со јанко сливе да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираш како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, како само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Там си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Што ми кажа? Как луѓе ја за тебе права комуњара. Ѓорги. Да, Ѓорги Далтон да се вика. да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот од горе. А, да пушти. Пушти горе, молим те. А греалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Тамо да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така ли резонира? Имаш
Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.